Откако вчера неофицијално беше најавено дека еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во вторник доаѓа во посета на Македонија во обид да го забрза процесот за излез од политичката ситуација, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како што објавија некои македонски медиуми, денеска до собранието ќе достави иницијатива за продолжување на конститутивната седница на парламентот. Иницијативата ќе биде поднесена до председателот на парламентот во заминување Трајко Велјановски. Председавачот со седницата, Трајко Велјановски, треба да го закаже нејзиното продолжение, што ќе биде прв чекор кон изборот на органи и тела и функционирање на парламентот во полн капацитет, речиси 80 дена по верификувањето на пратеничките мандати. По ова Велјановски би требало да свика и координација за да се прецизира составот на комисијата за избори и именувања, меѓу другото и текот на седницата. Но ова одлука и претходеа средбите на лидерите од партиите, кои му ги дадоа 67 пратенички потписи на председателот на СДСМ Зоран Заев да го побара мандатот од шефот на државата Ѓорѓе Иванов. Засега ниту една од политичките партии од мнозинството на СДСМ не се обидуваат да прогнозираат кога би било продолжувањето на конститутивната собраниска седница, на која треба да се избере председател на собранието. Во вторник во Скопје неофицијално доаѓа комесарот за проширување Јоханес Хан. До тога се очекува собранието да се состане и пратениците да го изберат новиот спикер. А потоа официјално би го известиле шефот на државата дека е констатирано мнозинство од 67 пратеници, па ќе побараат мандат за состав на новата влада. Од присуството на Хан се очекува дополнителна помош во насока на деблокирање на процесот за формирање влада. За сега не е познато дали Хан ќе оствари средба со Иванов, со оглед на тоа што Иванов од Азербејџан во недела и понеделник ќе биде во Будимпешта на покана на унгарскиот премиер Виктор Орбан. Конститутивната седница на овој парламентарен состав почна на 30 декември 2016 година.